Бахтин и неговите ученици или следбеници, оно што моментално мене најмногу ме интересира е субјектот, односно другоста и односите на моќ. Ако ги разгледуваме целата наша култура, не само македонска, глобална култура, која што знаеме дека светот се повеќе се глобализира, дека има доминантни трендови и доминантни движења, мислам дека забележливо е дека се уште доминантната позиција од која што размислуваме, позицијата на субјектот е западен бел хетеромаш. И тоа е видливо, и покрај тоа, дури кога обезгласените добиваат глас, овие концепти на себеколонизација, на себеориентализација се постојано присутни. Па сметам дека моментот сега е, во диалог со себе да се обидуваме се повеќе да и растајнуваме тие концепти кои што постојат на инфериорност, на супериорност, за да можеме на некој начин да се приближаме до таа другост, која што постојано бега, како и самата желба, останува недоразјаснета, да тргнем од некоја позиција. Цела литература, ако зборуваме веќе за литературата, долго време влегувам во судири, во конфликт, се препознаваат тие јази во литературата, во кој што се гледа дека предрасудите, пред концептите за светот, ги одредуваат и самите ликови, и самите движења во романот или во било кое друго дело, и едноставно ја рефлектираат општата западноцентрична свеста што постои околу нас. Па сметам дека во ова осовремието, освен што треба да имаме, да се даде глас на обезгласените, односно да се изборат обезгласените за глас, треба и да се изборат на некое идентитетско ниво за ослободување од наметнатите концепти на моќ, на супериорност, иако не знам тоа колку би било се уште можно, со оглед на тоа како се ресурсите на светот распределени. Јас предпоставив дека Сонја се ги каже за Бахтин, па реков Бахтин и го скока. Меѓутоа си поставив тема како историјата станала друга. Значи, како сме имале еден идеал од историја, за историјата, и потоа сме го промениле тој идеал. Тој идеал било на 19-тиот век е идеалот, да биде интелектуална историјата, да биде фактографска, да биде објективна, па имаме провиденцијализам, па антиаксиологија и така, значи, колку што може повеќе да биде историјата опишана неутрално, како што вели Леопольд Ранхел од Германија, идеалот му е сосема да се избрише себе си. Сега, дали тој идеал може да се оствари? И понатака како оди на времето, како доаѓа 20-тиот век, луѓето почнале да се сомневаат во тој идеал. Дали описите на фактите можат да бидат направени, како да речеме, како една апсолутна свест, како една неутрална свест, која што така може само како некоја машина да не ги даде и да не ги доврши. И потоа си ги најдов овие теоретичари. Всушност имав ја своја идеја, ама да не биде дека моја идејата си ги најдов теоретичарите, кои што ми одговараат според идејата. Јохан Густав Драйзен вели дека историјата е поим со кој човековиот дух го опфаќа појавниот свет. Историската свест што самата себе си се интерпретира, и веќе имаме поместување, веќе имаме поместување од материјалното кон духовното. До сега историјата била материјална, опишлива, фактичка, објективна, а сега станува една духовна категорија, и тој се надоврзува на Ниче, кој што вели дека историографијата е уметничко дело, а не е вистина. Потоа имаме Хајден Вајт, тој е од Америка, 28 роден, уште е жив, ја напишал мета историјата и многу се бори против објективизмот, вели дека целата историја е тропологија. Значи, кога се пишува историја, се пишува во стилски фигури. А штом се пишува во стилски фигури, никако не може да биде објективно. И мене ми е омилен овој Френк Анкерсмет од Холандија.
Тој е професор по интелектуална историја, напишал наративната логика и прави дистинција опис версус нарација. Описот е регистрација и истражување на работите, нарацијата е репрезентација, интерпретација и вели јазикот на нарацијата не е јазик на предметите. Значи, историјата пишува, историографијата, дискурзивни конструкции на стварноста. И веќе тоа, колку што повеќе пишува дискурзивни конструкции на стварноста, толку повеќе се оддалечува од вистината. И вели, наративниот дискурс не е продуциран како стакло, преку кое што можеме да ги видиме предметите чисто, јасно и транспарентно. И да се јавува новиот историцизам, кој што не прави разлики меѓу книжевен и историски текст. И вели дека исто е и историскиот текст е исто така книжевен текст, затоа што потребува тропи, значи стилски фигури, потребува интерпретации и се повеќе се оддалечува од вистината, значи тој што го создава, тој му дава своја боја. Иако го создаваат победниците му даваат своја боја. И на крајот, дека книжевноста е дел од општеството што го создава, односно дека книжевноста не е само производ на општеството, туку и влијае врз општеството. Добро вечер, Јелена. Ќе се обидам да си ги средам мислите да ги спакувам во 4 минути. И јас нешто слично како Сашо ќе имам аматерски пристап. Значи од љубов. Ми интересира другоста како феномен, чисто како секојдневна потреба и порив. И ќе го свртам фокусот малку кон внатре, ми даде Сашо шлагот со Монтень. И ќе зборувам за другоста внатре во свеста на еден човек, а не во однос. Тоа се поврзани работи, меѓутоа односот кон натрешното јас, што е вистинското јас, концептството, потоа се рефлектира во стварноста. Последните 8 години се занимавам со медитација и доста лутав, талкав во тој свет, експериментирав со различни видови медитација, но горе-долу сите се сведуваат под традиционалното, нешто има длабока диахронија, се сведуваат на посматрање од страна, без реакција, и доведување до некаква состојба на безстрастие, тоест атараксија, оно што се нарекува во античка Грција, во овој дел од светот. Иако тоа се пред се занимавав со далекоисточни медитации. И Сашо ми даде шлагворд со... Напишав една песна пред година кусур, се вели кој сум и кој сакам да бидам. И таа песна содржи два дела. Првиот дел е однатре, а вториот дел е однадвор. Првиот дел е, ќе парафразирам, не ја знам напамет. Вриштам по тебе, па најѓури во мене, ринги, шпили, балерини, папагали, обнови, лава, че се е живо, деца се викаат мене и така натаму. Се работи за лирски субјект кој е несрекнал заљубен. За вториот дел да однадвор да биде зборувам тивко, сконцентриран сум, си играм со брадата, се веројатно натре ништо не се случува. И тоа е конфликт што доведува до, знаеме сите, до невроза, до невротични состојби, ако оди понатаму, и до психоза, до шизофренија, што веќе беше спомнато. И сега што ми е идејава? Идејата е дека ќе тргнам со випасаната, тоа е традиционална будистичка медитација. Идејата во випасаната е да се седи со затворени очи во тишина и да се наблюдува.
се наблюдувате себе си, ги наблюдувате своите мисли без да реагирате на нив. Тоа е речиси невозможно, бидејќи нашиот ум е навикнат да се завозува со мисли. Кога гледа мисла, се возите со неа, па кога ви текне да се пуштите, ќе се пуштите, па ќе се завозите со некоја друга. Идејата на медитацијата е да не се возите, туку само да се одделите од страна и да го видите другиот во себе, да не реагирате на тоа, туку да се гледате себе си како друг човек. И поентата е дека колку повеќе им дозволувате на мислите да навираат и да доаѓаат, колку повеќе ги чистите и ги поставате да излегуваат на површина, така одите подлабоко и подлабоко во себе си и ја топите она санта мраз, за тоа што зборува Фройд, тоа го откривате оној конфликт помеѓу егото кој е во средина нападнато од стварноста, од идот со своите архетипи или од суперегото кој е некој праводител што го прави тоа кревко его или дополнително нападнато. Зошто влегувам во оваа серија, тука накратко ќе завршам. Ми текна дека не знам кој спомна, веројатно пак е Сашо мисля да дојде таа идеја. Веројатно сте го гледале хитен филм во последниве години Енигма. Тој е филм од Алан Туринг, човекот што успела да го разбие кодот на нацистичка Германија во Втората светска војна и успела да ја скрати војната според филмот. Бенедикт Камбербач го глуми Алан Туринг и во разговор со својот интимен пријател, на Алан Туринг е хомосексуалец поради што страда по тоа во животот и се самоубива. Тој му вели што читаш, пријателот вели читам прирачник за криптографија. Вели што е тоа? Па вели тоа е таен јазик, едно пишува, друго значи. Аха, па тоа е исто како зборувањето. Како како зборувањето? Па така. Јас никогаш не знам луѓето што мислат, бидејќи тие едно мислат, а друго кажуваат. И кога ќе влезе човек, барем јас, тоа е моето искуство, кога ќе влезе човек во тој свет на медитативна некаква состојба, трае што трае, потоа се враќате назад во стварноста. Тоа е соочување со тој конфликт помеѓу егото и идот и со топење на таа санта мраз, со сите тие неврози и психози кои подоцна се рефлектираат како различни паранои од бегалци, од хомофобија, мизогинија, специзам, сакате далеко, може да дојде еден куп работи да тоа. Имаме вторку, така се струјаме? Може накратко? Добро вечер на сите. Ја да се надувазам на Геопа сега, само што ми инспирира трудоста, како ја гледам јазикот.